најголем магнет за привлекување на туристите, домашните и странските е токму старата Скопска чаршија. А овде утрото започнува многу рано. И овде во Скопје, во старата Скопска чаршија имаме будење со традиција. Најубаво нешто да го испиете првото утринско кафе токму овде. Каква е атмосферата и кога се буди Скопската чаршија, разговарам со Бујар Дулови, председател на Еснафот на старата Скопска чаршија. Добро утро и благодариме за тоа што ни угостивте утрово. Добро утро и мило ние што ни се придруживте до утринско кафе со нас заедно. Да ги осетите. Ние сме овде од 8 часот наутро и веќе е раздвижено, а вие отварате и доаѓате овде и нудите можност за сите оние кои што сакаат да го испијат првото утринско кафе уште во раните утрински часови. Може би 5 часот и 30 минути. Да, точно е тоа, например, пошто кафулињата например се отвора толку рано и се чекат еснафите како што доаѓаат полека и да си знаат секој местото негово и утринското кафе да се пие заедно со еснафите, кој што нормално при кафе муабет се прави све. И маката се решава и се додават и се некои работи ќе се разменат информации или идеи со еснафите. Затоа и реков, чаршијата се буди со традиција. Го пиете првото утринско кафе, уживате во прекрасниот амбиент во кој што дишете со културата и традицијата и богатата историја која што е вдишана овде во чаршијата. Велам, ова е едно големо богатство кој што го имаме и понекогаш не знаеме да ја вреднуваме. Ние сме, што се вика, зависни веќе од ова калдрма кој што мора еднашка дневно да доаѓаш и да си го осеќаш она маџепсност кој што ги има чаршијата. И другото, ни фали многу на муабетот со еснафите, затоа што човекот има потреба, човек има потреба, но во една убава атмосфера. Ние имаме едно културно наследство кој што треба да се ја чуваме како што треба и треба да се гордееме со тоа што имаме. Да го чуваме, но и да го представуваме на луѓето, затоа ќе се надоврзам на туризмот. Раздвижено е особено во летниот период низ чаршијата, доаѓаат голем број на групи од странски туристи кои што доаѓаат да ја видат чаршијата и нејзините убавини. Кога најмногу има туристи? Во кој период од денот? Нормално, значи, пошто ние сме веќе држава која што имаме многу топли и ладни времења, претежно се од Сабајле знати, поручек се раздвижуваат многу туристи, но не значи дека само летен период имаме. Имаме и движење многу и во есента имаме, но во зимскиот период се намалуваат пошто не многу патуваат, но претежно сега имаме летен период кој што ние се обидуваме да направиме можности на туристи, на све, да им излегуваме на сусрет со некои си ладни пијалоци, вода кои што им се доделуваат например во чаршијата, со тенди некои кои што можат да одмарат луѓето да се седнат. Да не биде многу жешко и да се чувствуваат пријатно. Имаме такви моменти, но има туристи кои што доаѓаат, например, и според програмата која што им одредена водичите, имаме и сред ден кој што во топлите моменти, но не го осеќаат затоа што разгледување низ овие витрини кои што ги имаме и маџепството што има чаршијата, не им смета ни топлината, ни ладното во чаршијата. Така, чаршијата почнува да живее уште од рано наутро, може би дуќаните отварат малку подоцна, после 9-10 часот, но кога и да дојдете, секогаш ќе уживате и ќе чувствувате магијата овде во старата Скопска чаршија. За крај поздрав до нашите гледачи и еден апел до институциите за поголема грижа на старата Скопска чаршија како едно наше културно-историско богатство кое што навистина треба да го чуваме. Нормално, нешто што е заедничко, не може само еден индивид да си го чува. Првин ги поздравам сите гледачи на МРТВ. Другото, ги повикувам сите институции да си го чуваме ова кој што ние сме го наследили од ова и да бидеме дел од една историја кој што ќе нема да не карат или ќе не поздравува со нашето чување. Ова е нешто што треба да се институциите да се преземат некои си одговорности и нивна рака што ни треба, затоа што институцијата е многу голем орган, а ние сме само едно здружение
И затоа ги повикувам и апел, значи да си го чуваме ова што е богатство и да си направиме и добра историја и приказни што ги имаме, да ги пренесеме и да направиме една стратегија многу добра за туристите, да ги информираме, да се токму така. Значи затоа што треба, на пример, туристите си го барат ова старо место, сака да знаат историја и да направиме некои добри цицерони кои што викам, да пренесат она што е случено во ова, затоа што не е измислено, туку имаме многу добри приказни. Ви благодарам многу, продолжете да го чувате жив духот на старата Скопска чаршија. Ние ќе доаѓаме овде и ќе уживаме. Мораме, ни останала како задолженост, на пример, да си го чуваме и ќе го пренесеме, многу е битно, не само си го чуваме. Значи, благодарам вас. Колеги, јас продолжувам да си го допијам утринското кафе, навистина пријатно се чувствувам, се надевам дека ви пренесовме и убави кадри и убави моменти од ова наше трето линковско утринско вклучување.